добар ден градоначалниче, добар ден председателе, добар ден Оджа Алибера, добар ден за нашиот доктор Емил, добар ден директоре, за нашата пријателка Фатима Османовска, добар ден и добар ден до сите колеги и до сите родители. Ајде, јас малку имам едно, две. Колега, не треба е рака, пошто ти не си родител. Значи, ние имаме 2000 и кусур деца, а само родители 1, 2, 3. Тука мора да работиме. Пред да почнам, да ме прашам дали сте добри? Дали ви е удобно во вашите столици? Сигурни сте? Кој столче мрда, нека ми каже. Мрда столче? Не мрда? Окей. Знаете зашто сте викнати овде, не? Да или не? Се ова никако може друго не сака да чуе дали да или не. Од тука дали се гледа триаголникот? Да или не? Добре. Во триаголникот вели ученици, а тоа се вие, вели наставници, исто нашите колеги што се присутни и родители. За жал, днес имаме малку родители. Триаголник. Тоа е битна алка во нашата школа. Во нашата школа триаголникот е главна алка. За сите деца, за сите родители и за сите наставници. Ако едно од тоа се откачи, тогаш значи дека триаголникот нема да биде целост. Без разлика дали ќе биде наставник, дете или родител. Но во случај, како сега, многу ни е битно во овој триаголник најцврста страна да не биде родител. Знаете зошто? Зошто родителите се тие што ме праќаат во училиште да дојдат. Се согласувате со мене или не? Ве буди мама и тако се бајде да дојдат во школа. Ако не ве будат, ќе се успиете и то нема школа, така е? Окей. Дали ние тука сме чуле за форум театар? Да или не? Ете пак, форум театар не е класичен театар. Дека сега ќе гледате актери, тоа се исто ученици од нашата школа, но завршија да не речам повеќе од 15 години. Значи тие се актери кои глумат, ама форум театарот не е класична алка. Што сакам да кажам, форум театарот секогаш наоѓа проблем и секогаш наоѓа решение кој што мора да се реши. А во овој случај одбравме да ни биде на нас представата која се вика триаголник. Пред да започнеме, да ви кажам дека во форумот триаголник имате сите право да станете на сцена и да одглумите. Но со мој ваш договор. Секогаш што ќе сакате, може да кренете рака и да кажете стоп. За било каков проблем што ќе го гледате на сцена. И тоа значи дека може и мораме заедно да ја средиме оваа ситуација што ќе гледаме сега. Океј, така? Во форум театарот е битно да има јасна тишина, со тоа што ќе им дадеме простор на актерите и на вас како гости што ќе се качите на сцена. Тоа значи и дека нашите колеги, наставници, имаат право да се качат на сцена, да не биде дека јас ќе ги повикам, секогаш да се наоѓаат да случаат како вистински наставници. И тоа го барам од вас. Го бараме од родителите, ако се само 3 или 4, сега веќе 4 видео. И тие да се качат на сцена. Имаме педагози, психолози, како што реков, директор, градоначалници и вие имате право да се качате на сцена. Но се во склоп на нашиот договор и на нашата представа. И пред да започнеме да ни биде интересно со форум театарот, го повикувам нашиот директор од нашата школа да каже збор-два, па полека да започнеме кон играта. Поведете, директор. Јас да не е спорт атмосфера.
како почна, самела си ја знае својата работа, само да ве поздравам сите, учениците, родителите, нашите колеги, благодарност огромна началникот што дојде како и секоја година што ме посетува, председателот на Советна општина, Коџа Либерантин доктор Римби. Нема да ве задржувам, самела можете да си почнете со вашата. Благодарам, директоре. Денес ќе се соочиме со вистински сцени, а тоа е практично и реалниот живот наш. Дискриминација. Постои кај нас дискриминација? Се согласувам јас. Врснички притисок? Погласно, сакам да слушам. И јас така мислам. Цигари, вајб, енергетски пијалоци, запоставување од родител. Имаме такво? Ке ги гледаме сите сцени. Сакаме да бидеме реални прво према нас и према актерите што ќе ги видиме. Може така? Јас ќе бидам тука. Првата сцена иде и ве молам пажливо да ги следиме што сакат да ни испратат овие актери. А првата сцена ќе биде дискриминација и врснички притисок. Актерите нека говорат на сцена. Само се шегувам со тебе. Па наставничката моментално не е тука и можам да ти направам конечно што сакам и точка. Стоп! Ја видовте сцената? Да! Оваа сцена некако ви е позната кај нас во школа? Да! Сериозно? Да! Кај нас во школа го има ова? Да! Се навредуваме? Сега, да или не, дај се, рековме дека... Ај вака прво, дали ќе бидеме искрени спрема нас? Да! Океј. Дали ваква сцена, што ја видовме сега, на сцена, дали постои кај нас? Океј, да. Сакате уште еднаш да ја погледнеме? Истата сцена уште еднаш. Ама сакам да има тишина. Ве молам припазете што се дешава. После ова, ве качувам масата сцена, да видиме како ќе биде ова кај нас. Океј? Тогаш актерите уште еднаш нека влезат и нека бидат погласни. Нема да ги видите, родителите не верувам. Фатима, повторно седи сама. Леле, па нормално никој нема да сака да седи со неја. Патиките ти се прљави. Леле, па ти немаш оригинал. Јакна, немаш оригинал фармерки. Види, брат ми носи Баленсиага блуза, ама ти не носиш. Леле, ти немаш тие марки. Nike, Gucci, Prada, Louis Vuitton. Чекај. Леле, па она има бошки токави големи како бубашваби. А ја утре ќе го замолам обезбедувањето да не те пуштим веќе оваква дна. Али, зошто ми кажеш
навредуваш. Давай, брат, навредливо е, престани бе. Ма што ти е, бе, само се шегувам со нея. Наставничката, вчера ти кажете да престанеш со ова. Епа, наставничката моментално не е тука и конечно можам да ти направам што сакаш. Стоп. Што мислите? Мислите Менсур да биде малку подрзок со него? Ама сериозно мислите дека биде? Баш дрзок треба да биде. Да му се супростави, да му каже дека тоа не е добро. Ние ќе направиме сцената, вие ќе кажете дали е тоа во ред. И ако мислите дека е во ред, ќе се заклучите, а ако не, веднаш да кажете стоп. Ако не кажете вие стоп, тогаш јас ќе кажам, окей? Само последната сцена кога кажува од наставничката. Од пред наставничката таа сцена во моментот да се врати. Одма. Гледате добро. Вие имате право да кажете стоп. Абе, брат, цело време кажеш да не се да се зборови. Што ти е на тебе? Сакаш да има да прекале? Стоп. Вака ли треба сега Менсур да му се... Не. Окей, кој сака од публиката да излезе на сцена? Ајде. Менсур, пауза. Ајде. Дајте му аплауз. Излезете од сцена надвор. Менсур, пауза. Дете го глуми Менсур. Ајде надвор. Земи си го рамецот. Ти си актер, ти си главен. Уште еднаш аплауз дајте му. Да видиме како ќе реши сцената. Дом направите со. Со следим дали на менајте, келе на мене ништо. Фатима, пак се ти сама. Леле, чекај, ма нормално никој нема да следи со неја. Она, колку прљави патики има, па немаш ни оригинал јакна? Чекај. Ау, па ти имаш бошки, токави големи како побашвави. Нема да идојдат, сигурно. Нема да идојдат. Стоп. Добро изреагира Менсур? Што вели Менсур? Треба да оди кај директор? Ќе ги викне родителите? Да? Како мислите дека оваа сцена би требало да се заврши? Кој треба најдолго да зборува со Али во овој случај? Во овој случај кој треба со Али да зборува? Кој? Директор, педагог? Тогаш окей, ајде да видиме како да се заврши оваа ситуација и ја повикувам Валентина Златановска. Педагог на нашите школи. Умелете? Ова е вашиот питање. Ученици, почитувани гости, почитувани родители и наставници. Вие сите во училиште ги знаете правилата на однесување, кодексот кој треба да го почитуваме и начинот на постапување во некои вакви или слични ситуации. Па некои, може би од вас учениците и биле кај во канцеларија, така? Да. И после тоа се завршува со убав крај завршеток? Па да. Може би понекогаш повикуваме родители, доколку нели не можеме да се разбереме со ученикот или со учениците за постапките нивни. Понекогаш ги исчитуваме уште еднаш правилата од нашиот правник во училиштето и кодексот на однесување или постапуваме по еден друг правилник кога ќе треба да делуваме кај некој ученик кој што е жртва од различни ситуации или причини да му помогнеме. И тогаш што вели педагогот? Ситуацијата мора да ја следиме со различни работилни техника што заедно учествуваме, презентации, зошто? За да не дојдеме до ситуација да повикаме институции кои што релевантни, кои што ќе треба да решат по постапката. А тие кои институции се? Полиција, панели Центарот за јавно здравје, мимо родителите кои задолжително ќе бидат веднаш повикани. И јас сметам дека кај нас во училиште вакви ситуации многу ретко се случуваат или така ли е?
И сметам дека онаму каде што може би некој сака така на некој момент да биде нели поважен да се направи, го решаваме тој проблем сите заедно. И многу важно, кој друг може да го реши овој проблем и да го надмине? Во училиштето што не функционира? Ученичката заедница. Дали да го разгледуваме прашање од секој аспект на нашиот проблем како ученици? Па да. Дали имаме ние тука совет на родителите да што и таму разгледуваме што треба да промениме, како да промениме, каде да се поправиме, така? Јас сметам дека оваа ситуација ние во училиште многу брзо, лесно и едноставно би ја решили. Секако со ваша помош и помош на родителите. Благодарам, Валентина. Пополегано сигурно се движиме на кај втората сцена. А втората сцена е експлицитна сцена, сцена која што вика за посавување, потреба од контакт, родител и училиште. Да ја погледнеме втората сцена, а во втората сцена тоа ќе ги повикувам наставниците, родителите, може тука и началникот и па дури може да го поканиме и нашиот имам на нашата џамија, господинот Али Берат. Пополека, но тераме натака, ја гледаме втората сцена, а аплауз за вашите актери и да видиме што се дешава. Мајка ми секогаш на работа, татко ми е на работа, ми остават само пари за училиште и ги нема. Кога се враќат од работа дома, татко ми си лежи, мајка ми од работа на работа. Наставничката бара мајка ми да доаѓа, ама нема време. Брат, види, навистина, сека треба твојот родител да дојде на училиште, тоа е важно за тебе, брат. Верувај во тоа. Па кажи и ти ме месо. Стоп! Познато ви е ова? Ова се практично вие. Тука треба родители да има. Јас се запишам и велам вака. Еве во вториот табел, од триаголникот. Родител треба да биде во контакт со училиштето. Заправо и треба да биде во контакт со училиштето. Па не мора секој ден да дојде во училиштето. Вашите родители може месечно 2 пати да дојдат и да прашат како се моите деца, дали се добри и тоа е тоа. Тоа е доволно. Семејството е многу битна алатка од семејството доаѓа се. И тука мора да бидеме свесни. Да им пренесете на родителите дека треба да дојдат во училиште. Месечно барем еднашка треба, а ние како училиште тука сме да помогнеме. Но домот е тоа што е гради основата. Сакате што еднашка да ја погледнеме сцената, што мислите дека тука треба да промениме? Мора да бидеш гласен. Да му кажа месо на мајка му? Така, окей. Дали сакате да пробуваме сцена вистинска со наставник? Тука е наставникот. Да пробуваме сцена. Кога сакате да се... Во овој случај, во никој случај не може да го смени индикатора, да индикаторот е Али. Али не може да го смениме, но Али може, во истиот момент може да му помогнеме. Во овој момент само може да ја смениме артистката и актерот. Ајде, две дечиња од публика што ќе се гаѓаат на сцена, што ќе играат ова удлога, две дечиња, машко и женско. Ајде сме. Женско. Ајде сме. И овде ми треба еден наставник. Наставничка. Ако почнувам да ме прозивам јас, ќе биде безсна. Наставничка? Наставничка? Повели.
мајката е главна, но се истото и мајката е нашето. Мајка, ќе може? Мајка те молам. Иако се стомарама, даваш да приме. Ајде, јако. Саки, сам кажете ми задачата на актерите и додека се припрема кој треба да види каде. Господине Алибера, ќе може да се качате после оваа сцена, ќе ви позитам вас да бидете спремни, зашто мислам дека овде е најбитно семењата атмосфера во нашата култура рече. Дали сме спремни? Не, ја бидам дека јас сум актерка, па си мислам дека сите може така едноставно да излезат на сцена и дека нешто се ќе каже. Кажете ми дали до сега ви е јасно? Дали ви е интересно? Значи, навистина имате право да кажете стоп за секоја сцена. Ова е премногу експлицитна сцена, ова значи дека не доаѓаат нашите родители. Често треба да доаѓаат, многу често. И џабе да нашите деца да им дадеме пари, а нашите деца во нашата школа носат најмалку по 150 лева. Парите љубовта на родителот не биват свршени. Секогаш треба да се зборува како родител и ние како училиште, ама основата доаѓа дома. Актери, внимавате толку вечер. Дали сме спремни? Почнувам. Аплодирајте. Земете си микрофон слободно, пошто гледам и актерката ми е некако многу дивка, слободно да си го земеш микрофон. Што доби по физика? Не тоа, сине, не тоа, она ќе ти даде микрофон. Двојка. Терасполо. Да го прашам што ова? Земи си го микрофонот, сине. Красниот, следете. Микрофонот на самечка. Стоп. Ева јас овде те стопирам. Има ли шанси овде брз телефонски разговор родителот да се појави на сцена? Дали наставничката веднаш да се јави да не пушти простор за утре? Пошто Алина вистина е нервозен. Веднаш да звони? Веднаш? Ајде да видиме таа сцена. Ало, добар ден. Е, мајката на Али? Ве очекуваме да дојдете денес во 11 часот, бидејќи за 1 час е тоа, бидејќи имаме проблем. Не е нешто многу сериозно, не е тоа штетата, меѓутоа мораме да го речеме да не стане нешто, нели, секојдневен проблем. Ве молам да дојдете. Сега го очекуваме, ви благодариме, пријатно, убав ден. Значи имаме проблем. Мораме да го решиме, значи проблемот Али дојде денес, не на каква причината. Имам чувство, стоп. Имам чувство дека ништо не се слуша. И јас сум вашата страна и јас не слушам. И затоа барам. Значи, цел живот имавме проблеми со микрофонот. А во училиште? Шо да? Ајде ќе се средиме. Вака, ве викнавме да дојдете
дека Али извесен период нешто е нервозно, меѓутоа денес конечно направи полука дека нешто се случува со него. Дали вие секојдневно разговарате со вашето дете после училиште, што му се случува на него, како реагира со другарчињата, дали воопшто се дружи, има ли некоја мака можеби? Секогаш се обидувам да разговарам, ја утешувам дома, но бидејќи секогаш да се враќа од училиште, се враќа тажна. Се обидувам да разговарам со нејзино не реагира за не дава никакви информации. Мислам дека секога од детето и од друштвото што ја раскажуват, значи моето дете. Вие мислам дека ќе треба поотворено да разговарате со вашиот син, бидејќи тоа секогаш помага. Најдобро намерно ви кажувам да се поотворено се поминувате време заедно со своето дете, да оставите работните обврски и мислам дека ќе имаме убав резултат и позитивни одговори и детето ќе биде посоциализирано. Дали се согласувате со мене? Секако и работа која сум и на овој време исто така ја спрашувам исто се обам кај наставникот, секогаш прашувам што е, но колку можам тоа да правам. И јас би сакала моето дете, значи да нема никакви проблеми во школа. Затоа ние најдržаме се. Така, ќе дадеме се од себе. Ние, како училиште, јас како негова наставничка, да направам увид што всушност да раскажува Али. Но проблемот, како што рековме, мора да коренот е од дома. Сето она што се случува, вие како родител треба најпрво да ги процените работите и заеднички да работиме за ова да не стане проблем, туку да биде некое идеално решение за Али да има посветен край. Благодарам мајка, благодарам наставничка, благодарам актери. Дали ја доловивме сцената? Видовме вистински родител и вистински наставник. Имено и така треба. На сцената не го видовме моментот кога Менсур му кажува на Али, вчера бевме заедно во џамија и ние клајдавме. Но Али ни тоа не му помогна. И дејдете во џамија, Али не му помогна. Али покажа вистинска ревност. За мир во домот, за спокојот во домот, го повикувам нашиот гости, Али Берет, да каже како тоа може да се свира. Повелете го тоа. Нешто? Почитувани професори и ученици, дозволете да ве поздравам најнапред посебниот миротворен поздрав салам алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху, пожелувајќи ви убав, радосен ден исполнет со среќа и успех во вашето делување. Дозволете ми ќе се обратам на румски јазик, гледајќи поголемиот број на учениците се кои го зборуваат ромскиот јазик и мислам онака најблизо ќе можам да бидам до нив. Па ова порука што денес ја гледаме, неколку заклучоци треба да ги имаме во пред. И тоа. Чавале. Најангрице бела тежанен дека тунице на наро асајда марен моско. Амен са родителија джанена су и разлика машка да маро асајбен то маро асајбен. Тумена сана тогаш кога се срекне. Ама на мен са родителија сјам бахталема са од некога дикато ме срекне. Ем туме сие о асајбе амарем моско. Тумен цртинено о асајбе по амарем муја. Тумен се намарем буке кола со кирена код Рома.
А мен са родителија на трпинаја, ни осетинаја, нити од татибе, нити од шудрипе, кога Кергјола Пелафја чалтумари идне. Каква контекст мангавате спомнинавто менге само и случка, ем заедно акадика канај конкретна записана. Сине е град, сине по последно моменти таде скоро живди. Ема кава дат синеле е чаво. Кавикинел пере чавете деле е каманети. Керела Пелафја чајек сати туари талу пијану преку шел веш. Ем кава керел чавес. Омо чаво. Джаджи по пазари, ем ди побор паре кардентут, а кале сартеске, аман мате битнеот. Очаво шунге олатие да дескоро гело по пазари му дигјако трговци осати, ем дингеле 5 еврија и цене сартес, и рангјапе подат. Одатака на подбито дронка бичалеле по манужа коласо бавинена пе антикаја. Теđalte nudinelo doriga osati pobor vrednost veloj. Кога гело, кога двама мужа со бавинена пе антикаја, обре се нигере по 5.000 еври. И рангјапе пало. А када одат по трито дрон бичалеле чаве джако музеј нуди на кова сати, која вредност велой. Кога гело по музеј се нигере преку 1 милиони евро врединела 2 сати. Кога рангјапе кере, одат кава гело чавес. Емо чав. А јарве и тамо и вредност е манушеске. Подолеске, а катар со требелате халјова. Тумари вредно зависинела копова танка рактора. Ако тумен сен активна потомаро образование, ем сен примерна потомаро образование, ем сикаве на шукар резултати, продолжинена потомаро школуиве, сар посредно, сар факултетеа, пато овен магистерија, пато овен доктор на науки, одоборда и тали и вредно 100 мари, без разлика околностија, без разлика дали си тумен подршка кералдан или на, без разлика дали некој тумен е дискриминација керела, тумен требела тумен е единствено цел, озораните и тало потомаро образование. Оруф лестар дарана сарине, ама на приближинена педжилесте. Извинен по израз, охер се касар мангела торелте до дваринелпе, ама ко крај товариненали. Одолеске мангаатава керавтумен, прво наредба да томаро девел, прете ренки джамија, прете постине, томаро алнава керјатумен ге учинен, сикровен по Аллах томаре Аллахеско. Ма бистерен, побор сиен, са повеќе активна по томаро школство, по на нашите тарочасија, омелекија дуи туменге да дова керена, додека се по томаре клупен пишинена, а да ла дерсија кога со томаре професорија туменге денале. Ма бистерен тумен тротоен примери. Тумен се намаро муј, ем тумен представинена, амали заедница. Тумен да казависинел, дали киди на кова шукар или кова билачи сарнаци. Ове на леске која ракипе, мангаа тумен ги успешна товен по томаро образование, ем горда товен томаре родителенге, а мен најнормално те дичина мен туменцар. Теове бахтало, теове бахтало. Смирињарито ме накава гласо, Ари, која шунена. Нели, Ари, смири моки душа и мирно. Ако секогаш те лене заправо ки школа да тенове на добрха нервозно. Ние одиме понатаму. Нашите колешки од лева и десна страна ќе ви подадат сега сламка, практично цевка. Не се тие дека ние ќе ви дадеме сега пијалци нешто ќе пиете. Таа сламка сега кога ќе ви ја споделат, после следната сцена ќе ве замолам да ги кренете сламките. Со тие сламки на крај ќе направиме еден голем триангул кој што ќе влеземе сите внатре. Дали е тоа во ред? Колешките веќе ви дават по една сламка, а третата сцена е за вас премногу позната. Таа е цигари, вајб, енергетски пијалоци. Ајде да видиме како ќе се справиме
со вакви проблеми во нашата школа. Што за нас, за жал, секојдневно се соочуваме со такви проблеми. Ги замолувам колегите што ги даваат сламките да бидат на дискретен начин. Зошто? Зашто во секој случај зима некое внимание. Сите ќе добиете по една сламка и чувајте ја, немојте да ја свртите, немојте во уста, туку тоа е за на крај. Кренете ги сламките, тие што добија сламка, секој што доби сламка, на крај ќе направиме голем триаголник, ученици, наставници, родители и во тој триаголник сите влагаме внатре. Океј? Дали е океј? Океј. Одиме со следна сцена. Цигари, вајп, енергетски пијалци, колку е тоа штетно. Ајде. Леко кап дим, еј. Што е ова, брат? Еј. Гледајте што имам денес. Електронски цигари и енергетски пијалци. И имам нешто во џеб, ама тоа сега не можам да го покажам, имам многу гужба. Тоа се цигари. Цигари? Да, сакаш да пробаш? Не, од ова ми се гади. Ама, ова нели е на Бајрам? О, да, на Бајрам беше. Да. Абе, знаете колку души сте го користиле ова? Тоа исто. Многу. Ова сите го прават. Ова го прават Ервин, Бернат, Али, Ферди го прават. И баш кога тоа сум го земал на попуст, од 800 денари на 600. Сакаш да пробаш? Не сакам да пробам. Али, знаеш колку е штетно ова за тебе? Еј, срцето ке ти... Али, знаеш дека ова што го правиш е штетно за тебе, така? Ама го правиш дека си дома нервозен, нели? Ма што знаеш ти? Стоп. Ајде, актери, напред малку. Многу сте некако таму позади и вие како нашите деца се криете. Дечиња, познато ви е ова? Што е ова што држи Али? Што? Овде во нашата школа се купува од 8 деление. Се купува, а? Навистина? Овде кој сака на Али да му помогне? Менсур? Не, сцената ја зборувам. Полека ќе се качите на сцена. Малце, овие актери ми беа денеска млитави. Не ми беа оригинално. Глуме ако да глумат. Ама вистината што се дешава во нашата школа не е вака. Дали еден вајб повише ученици пушат? Дали од енергетските пијалци по 2-3 купуваме овде? Да или не? Јас барам уште еднаш ка сцената да ја видам напред овде, не позади клупа. Позади клупа ги гледам учениците. Јас чисто сакам да ја гледам оваа сцена, пошто оваа сцена навистина е страшна сцена. И со ово упатуваме голем апел до родителите. Прерано си ја плаќаме смртта на нашите деца. Ние им даваме пари да си купуваат вајпови. Еден вајп е 1000 денари. Ова е генерална порака до сите родители. Пренесете. Ама вие сте деца, нема да пренесете, ама ние здравиот Господ ќе направиме такво нешто само специјално за родители. А вие гледате што не чини. Океј? Ајде, актери. Леко кап дим има во училницата внатре. Што направи, Али, што е ова? Што преш со тоа? Видете денеска што имам тука. Имам енерджи, електронски цигари, Да? и нормално цигари, ама тоа ми се во џеб. Тука има многу гужба. Сакаш да пробаш? Не, но тоа ми се гади мене. Ти? Абе, ова сите го прават. Не сакам да пробам, па што ако сите го прават? Мораш и ти? Па ова сум го земал на попуст од 800 денари на 600. На попуст дури. Али,
кого си го земал од кај Бајрам, од кај Сум го земал од Бајрам, после тоа сум земал и од Ервин, сум земал и од Ашмет, сум земал и од Ахмет, сум земал. едното исто така. Сите го Сите овие што ги гледаш тука, сите. Али, знаеш дека ова е штетно за тебе, така? Знаеш ли какви бактерии можеш да закачиш? Срцето бе. Али? Ма што знаеш ти? Стоп. Правиме ли вака? Ама не ни рековме сега ќе бидеме искрени спрема нас? Епа не е окей, кога ќе кажам да бидеме искрени, тогаш е да. И кога не сме искрени, ќе кажеме не. Да бидеме искрени кон ова што го правиме. Дали купуваме? Окей. Јас пред да поканам доктор на оваа сцена, ќе поканам наставник кој се сочува секојдневно кај нас во нашата школа, со истите пијалоци, со истите вајпови, и тогаш го поканувам нашиот колега по физичко образование, Ивановски. Микрофон. Може да излезеш напред. Актери седете на столчиња, може. Здраво на сите, што рече Самила, јас сум наставник по физичко и здравствено образование и оваа сцена највише ме загрижува во училиштето. Денеска не сме во сала, нема топки, меѓутоа носам два ранци. Ранците се посебни, едниот е темен и ја покажува реалноста во нашето училиште. Ќе ги замолам учениците полека да го отворат и да видат што има внатре, уствари да покажат. Значи, ова е реалноста во нашето училиште. Ова се вејпови и енергетски пијалоци кои се земени од ученици во училиштето и кои ги користат ученици. И сакам да прашам нив и сите вас, зашто ги користите истите? Пишете ги или извадете ги надвор. Не знам, вие сте ученици сега во моментот, вас се прашам, еве мал класен час, да речем краток класен час. Сите ги користат. Да. Сите ги користат. Сите ги користат. Повели, зашто? Па не знам, можеби сака да видат мангупи карши девојките, да се фаќат нова девојка. Дали некој од дечињата, од учениците што ги користеле, ќе ми каже зашто ги користат и енергетските пијалоци и вејповите? Ај вака, имам една идеја сега во моментот ми текна. Фатмир, може една корпа? Корпа, за ѓубре корпа, мислам. Ова се ваши. Знаете колку пари овде има? Сега јас слаба сум со математика, ама ја еве, како што ги гледам, овие вајпови, најмалку има 10. И кај директорот во канцеларија, кај мене има, ама со договор ги враќам, кога доаѓа родителот, пошто он ги купи и ја немам право да ги задржам, али затоа сега бараме корпа тука веднаш одма корпа. Овде најмалку се дадени негде 4000 денари. 4000 денари. Ова е најмалку. Колега, овде, до нашиот колега, деца што зимаат вајпови, може ли барем еден да ми се качи на сцена? Еден. Ајде, повели. Друго детенце кое што зима вајп, ајде. Повели. И ти зимаш вајп? Повели. Како си креват раце, мислиш не бари ке пеат песни горе. Ајде, видете го. Ово е баш за вајп. Ама онде се криви родителите. Дојди сине, види го овој. Арслан, Баро, авионика возима. А сине и ти? И девојче имаме. Гледаш, почнавме да не се срамиме. Супер. Не зима вајп, ама Супер. дојде подршка да ми даде мене. Да, подршка, а други дечиња, знаеш ли? Знам. Епа, ајде, наставниче, повикувај ги со име и презиме. Зошто? Убаво е да се повикуваме. И ти? И ти зимаш вајп? Ќе се јават сами ќе се јават. Свине ти? Дојди, ајде, дојди. Ајде. Ова детенце многу ми е битно да се качи на сцена. Ова
ден ми е најбитно да се качи на сцена. Што имаш во џепчето? Рафаела. Кока-кола, полно шеќери. О, сине! Александра. Да се качат, супер. Ајде, на сцена. Ајде. Стоп. Следете ја ситуацијата. Јас прашувам, они одговараат, а вие потврдувате. Океј? Ќе играме суд. Добро вака? Суд ќе играме. Ја прашувам, они одговараат, а вие кажувате да така е, не е така, пошто вие сте најголемите сведоци. Океј. Како се викаш ти? Бедрија се вика. Бедрија, вајп, цигара или енергетски пил? Цигара! Браво, а? Браво! Класен? Може јас да се уклучам? Секогаш, повели. Значи, вајповите, ајде ќе почнем првен од енергетскиот пилот. Значи, дава лажна енергија, краткотрајна енергија, лажна и краткотрајна енергија. После конзумирањето на енергетскиот пилот, децата стануваат нервозни, и тоа се случува и го гледаме во училиштето, стануваат нервозни, поспани и неактивни. Затоа енергетскиот пилот вејпови. Вашиот организам, најштетното нешто е вејп. На вашите бели дробови, на вашиот мозок. Затоа ве замолувам да не дојде до оваква ситуација, сериозно да сватите работата и да не ги користите. Значи, одат повели. Со тешко срце. И аплауз! Само малку, колега. Некако многу млак аплауз. Мастики и на час, и на добро час. Значи, тоа не е добро за нивните зави, за нивното здравје секако. Морам да напоменам, бевме на преглед на стоматолошки преглед во септември. Сите деца од моето одделение има расипани зави, кариес, а тоа ми дава до знаење какво е нивното здравје. Исто така, сега јас имам играчки, да речем, храна. Тука има пица, има торти, повели. Така како држите, не е проблем. Знаете што не треба. Има, не знам, фастфуд, не знам, крофни, штетна храна што секојдневно конзумираат. Со таа храна организмот, телото не функционира, мускулатурата слабе и секако децата се дебелеат и стануваат гојазни. Значи, мора да внимаваат низ храната, тоа значи дека родителите од дома треба да им кажуваат што да јадат, од дома да им спремаат и што да купуваат. Тоа е до црниот ранец, меѓутоа има, за среќа, мојот омилен ранец. Тука е вистинската енергија, да, може да ми помогнете, може да го отворите. Првен малиот чеп од напред малиот чеп. Извади. Омилениот пијалок. Мој омилен пијалок, секојдневно што го користам. Гледам дека дел од децата го користат во училиште, треба сите го користат, за разлика од енергетски пијалоци. Водата, слушнете добро, водата го буди телото. Значи го буди телото и го прави здраво. Вода, повели. Подели натака, на нас дајме вода, ни треба вода. Александра? Горанчана? Овоше. Енергија, сила. Значи, ова асоцираме енергија и сила. Насер, подели. Подели, отвори, подели. Отворете и поделете, луѓе. Ајде, праведен ден. Ајде, џајки публика.
Ајде! Джан, ден! Во публика. Дајте таму, дајте низ публикава. Колега, Сега тука, тоа се. колега да завршуваме. За крај, со конзумирање на вода, со правилен начин изхрана, мускулите растат, се развиваат, телото расте, се буди активност кај децата, поактивни се во училиште и на крај да завршам со сон. Мора навечер, знам дека децата имаат лоши навики, доцна легнуваат, рано стануваат, дури никогаш не стануваат, каснат во училиште. Ве молам, легнувајте си на време, сонот е многу битен и со сонот телото се одмара и расте. А со храна, не е здрава храна, телото се дебелее. Благодарам, колега. Ова се дел само од децата што пробуваат вајпови, цигари и енергетски пијалоци, но може сега да се симнете од сцената, дајте им аплауз. Благодарам уште еднаш Катикваровски. За да биде појасна работата, зошто е ова штетно, го повикувам нашиот пријател, доктор по општа медицина, Емил, да каже која е сериозноста од овие напитоци. Пазете и слушајте која е сериозноста. Повелете, доктор. Здраво. Слушам. Добре на сите, фала што... Поблиску само, колега. Добар ден на сите. Драго ми е што ве гледам во толкав број, посебно за овој проблем. Ова не е проблем само на овој училиште, ова е проблем на целото општество наше, на многу училишта. И енергетските пијалоци, и вајпот, и цигарите, и наргилето. Има доста да се збори на оваа тема. Ќе ви кажам неколку работи кои што искрено од медицински аспект буквално не вадат од памет. И вајпот, и цигарите, и наргилето се доста штетни за прво за белите дробови, многу. И секој ден, како лекар сум соочен со проблеми што се јавуваат токму кај луѓе кои редовно користат и цигари, и вајпи, и наргиле. Тоа се диагнози што навистина тешко е човек да се соочи со нив и тешко е да му се објасни на човек колку е тоа сериозна работа. Се надевам дека внимателно ме слушате, затоа што е навистина битно. Ќе ви кажам најдиректно. Карцином на бели дробови, астма. На жал, си ги повративме оние болести кои мислевме дека ни се искоренети, а тоа ни се туберкулозата. И тоа многу благодарение на вајпот и на цигарите и на воопшто генерализирам нездравиот начин на живот. Тоа е за цигарите. За енергетските пијалоци. Пак ќе кажам, проблем на денешницата и на целото општество, не би рекол само во ово училиште, него во повеќе сите училишта особено во Скопје.
проблеми на бубрезите. Проблеми со функција на бубрезите. Секој ден сме соочени со еден огромен проблем, застој на функција на бубрезите. Невидена штета, голема штета, што енергетските пијалоци ни го нанесуваат на бубрезите. Буквално, сватете ме, доаѓа до прекин на функцијата на бубрезите. Прво до намалување на функција на бубрезите, потоа и до стопирање на нивната работа. Кога што сме приморани бубрезите да ги ставиме на, што велиме, на апарати. Така да, две битни работи кои што ни го загрозуваат животот, ни го загрозуваат здравието, ни го загрозуваат секојдневието. Деца, родители, наставници, многу треба да се работи на ова. Наистина многу. Затоа што делува можеби наизглед наивно, меѓутоа се наш огромен проблем. Во ниеден момент немојте да ги занемарувате, немојте да избегнувате да зборувате со децата, со учениците, членовите на вашите семејства за овие работи. Благодарам, докторе. Благодарам. Драго ми беше и хвала ви што ме слушавте. Благодарам, докторе. Може да седнете на вашето место. Да се качам ја на сцена, пошто и јас сум така малечка. Си запишав вака. Деца, триаголникот е родител, наставник и ученик. Сите три страни мора да бидат заедно. Ама тука едната страна не ни е заедно. Сламките да ги видам. Тоа е тоа. Сите три страни мора да бидат заедно. Родителите да доаѓат во училиште, да бидат присутни, да не ги запоставуваат децата, пошто тоа најмногу ни е битно. Наставниците да слушаат и да реагираат. Ова е порака до нашите колеги, дека секогаш треба да слушаат и да реагираат. Не е целта да влеземе на часови и да кажеме отвори тетрадка и пишувај. Убаво е по некој пат да ги прашаме децата дали се добри, дали е нивното семејство добро, дали со здравието се добри, каде е образованието, таму е и воспитанието. Децата да зборуваат кога нешто ги боли. Не велам кога нешто ги боли као зад или ме боли глава, кога ги боли нешто овде внатре. А ова внатре е душа, кога нешто ни смета. Мора секогаш да направиме муавет за тоа. И ако по некој пат го чуваме, кога ќе пораснеме, тогаш живееме во некоја траума. Кога триаголникот е силен, тогаш детето е уште посилно. Нашите три актери имаат главна порака да ви пренесат, а таа порака да ја пренесат на учениците што денеска не се присутни со нас. Повелете, актери. Не биди нем, кога некој те дискриминира, зборувај. Не биди нем, кога некој пробува да ти дава нешто што е лошо за тебе, кажи не. Не биди нем, кога немаш поддршка од училиште, побарај од дом. Благодарам. Аплауз. Ете така.
Ние полека сме до крајот. Сега актерите ќе ги замолам Самсон, Мелита и Сакип, ако може оваа група да се тргне на страна, а тука ќе го направиме триаголникот. Триаголникот нема да биде долг. Го замолувам директорот може со камера ова да го фати, пошто ова ќе ни остане за нашето школа и ова е битно. Ова е триаголникот наставник, родител и дете кој што требам подхитно да се чува. Дали ме разбирате? И после тоа се враќаме на нашите столчиња. Градоначалникот специјално за вас, овде што сте вие сите тука, ќе ви додели, да не речам пакетчиња, ама ќе ви додели поклончиња. И затоа бидете присутни, бидете присутни, значи, ова да се рачисти тука, со сламките, сите наставници, сите родители, сите наши гости, овде правиме триаголник и во тој триаголник сите ќе влеземе внатре, со тоа што ние даваме за право дека ние во тој триаголник и треба да бидеме, како родители, како наставници и како ученици. Ајде веднаш да го направиме тоа, да го поставиме триаголникот со нашите сламки. Повелете. Ајде, триаголник, значи овде, ајде, почнувајте од тука, да, ајде, направете го триаголник. А чекате са, наместиме на триаголникот. Оја, сариме. Сите да седнеме. Супер. Дечиња може да се чуеме? Може една тишина? Окей. Еве јас не се сејам за право да питам мојата млада гостинка, да ми спине. Еве она прва ќе влезе во триаголникот. Супер. Јас го повикувам како родител, како началникот да ми влезе во триаголникот. Како началник. Го повикувам председателот на општинското дизајн да влезе како родител. Ја повикувам жена Семин да влезе како ученик. Сините повикувам како ученик. Директорот го повикувам како школа. Наставникот го повикувам како наставник од училиштето. Стручна служба да се качи на триаголникот. Служба да се качи на триаголникот и вие сте битен фактор. Сите заедно. Дали сме влезени сите сега во триаголникот? Дали триаголникот е целосен? Треба да го чуваме овој триаголник и да пренесеме на родители на деца. Сите тие што не дошле, треба да гледат, да патат место на овој триаголник, пошто нивните деца се наши деца и нивните деца се наша одговорност. Ви благодарам, Господи, што сте веќе качани во триаголникот, седете си на место, а нашиот градоначалник го повикувам, те го може да тука. И сега е убаво едно по едно детенце со својот класен раководител да може градоначалникот да ги помогне по една плазма, може и Фатима овде да дојде да просите, или девојчињата, да. И по полека, секој клас